Исправка. Значи, не зборуваме за примерно, зборуваме за секундарната мрежа. Ако вие зборувате за нешто што се направи пред 5-6 години, имав среќа тогаш да присуствувам на стартот, на почетокот. Тоа беше во Белјановце и во првата фаза се движеше до Неготино. Така да имав можност и у близината тука на Лакавичкиот терен до селото Селце, каде што тука беше еден дел и некоја завршен проект беше, значи имав можност да учествувам во двата проекти. Дури сум потпишан на гасоводот. Сега зборуваме за нешто друго. Значи, предпоставам дека и тоа би го одбили ако бидејќи се работи за секундарната мрежа за во Штип. Да немате тука некој измена или останувате на истото, почитувана заменик министр? Ке може да ми одговорите само кратко за да продолжам да кажам за што се работи? Значи се извинуваме пошто ние овде го имаме како амандман гасификација во Штип. Така ни пишува, значи можеби е некоја техничка грешка, требало да биде секундарна гасификација. Колку што имаме сознание, овде треба сега и општините да оформираат јавно предпријатие за газ. Еве, ќе ви објаснам, се е направено. Да, извинете. Да, еве да објаснам ако може. Благодарам. Вака сега. Формирано јавно предпријатие 2011-2012 година. Чисто за ваша информација, почитувана замек министер, бидејќи ова пак ќе се појави, предпоставам за жалби на буџетот и за воидните планови. Оно што како гасификација го проектираше претходната влада, за жал малку се застанати некои работи и на примерната, а па да не зборуваме за секундарната. Многу е важна гасификацијата за Штип и општо за Македонија. Само да ви информирам дека со формирањето на тоа јавно предпријатие, кое се вика Енерго Штип, изработени се и има првечни информации за можни корисници и капацитети за користење на гасот. Така да, многу работи се во некоја завршна фаза. Јас мислам дека треба тука на Штип да му се помогне, независно која власт е, бидејќи Штип има сега, знаете, дека се шири, се градат многу објекти, имаме силна индустријска зона, има потреба Штип од таква работа. И можеби јас сега сентиментално или навивачки би сакал да се даде предност на оваа можност, и тоа би покажало еден пример како понатаму треба тоа да се прави. Доколку гасоводот е дојден до портите на Штип, а од тука натаму треба да се продолжи со ова реализација, и тука е барањето кое јас и почитуваниот колега Никола Мицевски заедно го поднесуваме во интерес на решавање на овој проблем. Така да јас кратко имам за ова, чисто како појаснува, објаснив за што се работи, до која фаза, и јас мислам дека е многу направено и ќе треба мала поддршка тука од владата на Република Македонија за конечно решавање на овој многу важен проект за Штип и за регионот. Благодарам.